Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие го гледате 10-тото издание на емисијата Правда и неправда. Македонија се наоѓа на важна раскрсница од развојот, кога треба да се справи со многу битни прашања поврзани со реформата на судството. Владењето на правото останува прв и единствен приоритет на државата, но дали е возможно владење на правото без независни судови и независни судии? Клучното прашање што се отвара е како да се врати довербата во судството, како да дојдеме до непристрасни, професионални и етички судии кои пред се ќе се водат во пресудувањето од словото на законот, а многу помалку од партиските нарачки. Дали е можно тоа да се направи со длабок рез и непопуларна мерка преку генерален реизбор на судството, или пак тоа треба да се прави со поблага, по-софт варијанта, со проверка на судиите, за да се утврди кои се корумпирани и нестручни. Моите вечерашни гости доаѓаат од невладиниот сектор, но тие немаат готови решенија како можеме да дојдеме до оваа цел, но затоа пак имаат доволно знаење и искуство за да помогнат како да се отвори квалитетна јавна дебата околу овие прашања. Им посакувам добре дојде на врховната судика во пензија Вера Коцо, која што воедно е и член на Институтот за човекови права, како и на Жарко Хаџизафиров, слободно можам да кажам адвокат и експерт од Институтот за правни истражувања и анализи. Благодарам за поканата. Значи, редот е прво да разговараме со дамата, но судејќи Коцо нема да ми забележите ако сега го прескокнеме редот и почнеме со Хаџизафиров, бидејќи имаме директен повод. Минатата недела вашиот институт промовираше една интересна компаративна студија од регионов за судството, каде што се спомнува зборот ветинг. Што значи, да им објасниме на гледачите, ветинг не само терминолошки, туку и суштински? Значи, Центарот за правни истражувања и анализи на 31 мај имаше презентација на два многу битни документи во рамките на овој процес на реформа на правосудниот систем во Република Македонија. Значи, тргнувајќи од самите заложби на Центарот, јас и моите колеги, ние секогаш сакаме да правиме анализа на постојни проблеми, на постојни состојби, и согласно методолошкиот пристап и методите, односно начинот на обработка на податоците кои што ни се на располагање, да понудиме решенија на кој начин може да се подобри определена состојба. Тргнувајќи од фактот дека за време на политичката кампања за последните парламентарни избори, на големо се зборуваше за генерален, односно општ реизбор, сличен на тој во 1996 година. И веднаш по формирањето на владата... Тогаш да подсетиме, беа избрани близу 560. Сите судии беа на генерален реизбор. Да, 8 дел од судиите од Врховниот суд кои што имаат траен мандат. Тој тогаш се конституираше 95-та година, а 96-та другите судии отидоа на генерален реизбор. Значи, ние сакавме да видиме што со политичките заложби и зошто реизборот како таков, значи како политичка заложба на една од политичките партии, всушност понатаму не беше разработена тема. Еден од постулатите е тие, а втората работа е што може да се направи во Република Македонија по безбедносниот, можам да кажам, скандал, каде што 20.000 лица беа незаконски следени преку нивните мобилни телефони. И што значи тоа во однос на проверката на судиите за вклученост во тој безбедносен скандал. Значи, ние изготвивме два документи. Преку првиот документ сакавме да видиме кои се искуствата во регионот,
значи држави што се слични на Македонија, како се справиле со сличен проблем. А вториот документ беше што да прави Македонија понатаму. Кога станува збор за ветинг, ветингот во основа е безбедносна проверка на определено лице дали може да врши јавна професија. И тоа обично се прави во старите демократии, европски демократии, и тоа се прави пред некој да стапи на функција. Например, се прави ветинг на секој јавен службеник, пример во Велика Британија, каде што станува збор за прашање од безбедност, за да се провери дали тоа лице е подобно да врши посебни функции. Но во овој случај кај нас проверката доаѓа како потреба поради намалување или немањето на доверба на граѓаните кон судовите. Се вратиме на проверката, да ја вклучиме и судија Коцо. До двајцата прашањето, меѓутоа би сакала прво вие да ми одговорите. Дали актуелниот премиер Зоран Заев избрза, некако и лесно даде ветување во предизборната кампања дека е можен нов генерален реизбор на суди? И колку тоа може да се направи во сегашни и во актуелни услови? Па, стручната јавност ова прашање го разгледуваше од повеќе аспекти и мислењето е дека генералниот реизбор не е најсоодветен во овој момент, заради тоа што не се работи за промена на општествено-политичкиот систем, туку наедноставно треба да се направи нешто помека форма на проверка на самите судии, како што рече колегата, дека треба да се направи ветинг, како што и во другите земји е направен, и во нашава земја се предпочита да се направи таква една проверка која што ќе дојде до одредени сознанија во однос на тоа како работеле и што работеле досегашните судии во изминативе години. Како државата да се справи со корумпираните судии, со несовесните судии, со оние кои што биле вклучени во монтирани политички процеси, а тоа да не се доживее како политички реваншизам и да му се верува на тој процес? Јас би се вратил назад во делот на изработка на оваа компаративна студија. Значи, Центарот за правни истражувања и анализи секогаш има малку поинаков пристап од останатите здруженија на граѓани кои што се бават со прашањето за во однос на правосудството, односно сличен пристап има и Институтот за човекови права. Ние секогаш се обидуваме да разговараме со клучните играчи во процесот. Со таа цела која видите самата анализа, ние споредуваме Република Албанија, Република Србија, Босна и Херцеговина. Земјите во регионот, даваме осврт на Македонија историски, значи од формирањето од 1944 година на судскиот систем, но во основа правиме фокус групи со судиите. Значи ние имавме 4 фокус групи на ниво на апелацијски подрачја и разговаравме за да видиме кое е мислењето на судиите, затоа што македонското правосудство во една рака пати, затоа што законите кои што до сега беа носени, не беа судиите консултирани за тие закони. Прво, поради инертност на самите судии, затоа што едно време беа повикувани, а потоа беа целосно исклучени со цел да се креира политика која што нема да му даде доволно можност на судството да биде независно. А на кои прашања одговараа судиите? Или што беше фокус на вашиот интерес? Прашањата се тргнуваше од многу општ пристап за да дојдеме до конкретни одговори. Во основа пристапот беше кој е нивното мислење за моменталниот систем на разрешување, значи на санкционирање и разрешување на судии. И доколку одите во самата анализа, ќе видите дека ние го обработуваме исклучиво тој дел, значи на дисциплинско казнување и на разрешување на судиите, затоа што постојат неколку анализи каде што беше утврдено дека во период од 2010 до 2014 година биле разрешени 82 судии. Ако го земеме тој размер наспрем 650 судии, значи ние веќе зборуваме за некои 14% од судиите, што е многу голем удар за да дојде до промена во 4 години. Кога зборувам за разрешување, тоа значи дел од нив биле пензионирани, но повеќе од половина биле разрешени.
Разговарајќи со експертот со кој што работевме на тој проект тогаш, доаѓаше од Кралството Холандија, тој кажа дека за време на неговата кариера, 40 годишна, само еден судија бил разрешен во Холандија. Значи, тие повеќе работат на превенција, да не дојде до разрешување, отколку да се оди на драконска мерка да се разрешува еден судија. Судејќи Коцо, доколку вие бевте дел од фокус групата, каков одговор ќе дадевте? Колку македонскиот начин на избор и разрешување е праведен и направен според некакви мирливи критериуми и принципи? Македонскиот начин на избор на судиите во досегашната законска регулатива имаше доста недоследности и проблеми, бидејќи Законот за судски совет, кој што претрпе измени, една измена во јануари месец и сега во мај месец, меѓутоа и овие измени нема многу да донесат до некое подобрување. За разлика од тоа, постариот закон содржеше уште по несоодветни критериуми, конфузни, нејасни, кои што допуштаат можност да не бидат избрани правите лица на прави места, мислам на прави професионалци судии, покрај личниот интегритет, морално-етичките вредности и нивната стручност е многу важна. Заради тоа, тие критериуми претрпеа измени, еве сега веќе се заговара, односно веќе е донесен Законот за судски совет, каде што се оди на квалитет на судиите, поточно визави квантитетот 60-40. Да, но и сега има реакции дека има реакции, и незадоволство, има реакции. дека се зголемени основите за разрешување, дека оставаат ова зборувам простор во однос на изборот. Да. А во однос на разрешувањето е веќе поинаков проблемот. Веќе се зголемува она што значи повреда, што може да се земе како повреда на функцијата судија, па се проширија тие повреди, дури се оди до таму да, ако е направена повреда на членовите на Европската конвенција за човекови права, односно членот 6, во Законот за судови е ставено и 5 и 6, а во Судскиот совет само 6. Тогаш се предвидени мерки соодветни, намалување на платата или разрешување во зависност од повредата каква што е. Но тука има еден друг проблем. Не знам дали е моментот сега да го елаборирам или дополнително. Кажете, тука има еден друг проблем, затоа што не е индивидуализирана ова казна, што би требало на некој начин казна за повредата, за одредени судии, бидејќи судијата кој што, доколку се врати пресуда од Европскиот суд за човекови права со повреда на членот 6 или 5, не е битно, во тој случај не се знае која ќе биде одговорноста на кој суд, на кој суди. Токму во тој дел реагираше и поранешната судика во судот во Страсбург. Бидејќи знаете дека во Основниот суд постапува еден судија, во Апелациониот суд тројца, во Врховниот петорица. И замислите сега и доколку одела таква некоја одлука пред Уставниот суд, кои се сите тие луѓе кои што професионалци судии, меѓутоа и тие грешат. Кои се тие што треба и како ќе се индивидуализира нивната одговорност? Жарко, е многу интересен во студијата случајот со Албанија. Колку тоа искуство од Албанија е применливо. И таму почна со широк консензус, со поддршка на опозицијата, а сега во овој момент постои незадоволство од страна на опозицијата и од стручната јавност. Колку нивното искуство може да се примени овде во македонскиот суд? Албанскиот систем за проверка не е заснуван, односно не се спроведува од истите причини од кои што би се спровел во Република Македонија. Таму зборуваме за криминал од големи размери. Например, таму имаше судија што има имот од 50 милиони евра. Не станува збор кај нас за корупцијата од криминален аспект. Кај нас станува збор за политичка корупција. Дали може определен политички субјект да нарача пресуда и определено лице да заврши во затвор или да се стекне со имот за кој што нема правен основ,
или и при тоа да не постојат никакви санкции доколку се открие таа корупција. Втора работа е што каже и судија Коцо, кај нас без разлика на тоа што јас се уште сметам дека судскиот совет е најдемократски избран орган во Република Македонија. Значи таму судиите на еден непосреден, ако ја гледаме структурата на избора, непосреден и директен начин бираат повеќе од половина од членовите. Значи и сепак судиите имаат најголемо влијание во донесување на одлуките преку своите представници. Да. Значи тоа е од прашање во праксата како тоа функционира. Точно. Значи ние може да ставиме било што во закон, ако немаме политичка волја и волја од страна на тие што го спроведуваат законот да се спроведе, во тој случај ќе се случи тоа што не се случи со судскиот совет во изминатите години. И покрај тоа што ние имавме, гледате, и во многу е битна една работа дека во сите ветинг процеси е длабоко инволвирана Венецијанската комисија. Тоа е со цел да се провери дали тој процес што се заговара е во согласност со принципите на Советот на Европа и да се добие едно потврдно мислење или упатувачко мислење во која насока да се води. Да, и ние често пати се повикуваме на Венецијанската комисија, но нивните мислења кои што не се нели обврзувачки, ги користиме тогаш кога ни одговараат, а ги отфрламе кога не се дел од концептот на владеачката. Видете, во основа ние тоа што го обработуваме во анализата, ние имаме 5 пресуди од Страсбург, каде што со име и презиме се утврдени лицата кои што направиле повреда на конвенцијата. И ние сега измислуваме топла вода, но сега не измислуваме топла вода во чаша, туку измислуваме еден океан, каде што викаме дека судија може да биде разрешен, ако не ги почитува ставовите во конечните одлуки на Европскиот суд за човекови права. Значи, еден дел е со 5 и 6. Да. Но има и одредба каде што се вика конечните ставовите изразени или стојалиштата изразени во конечните одлуки на Европскиот суд. Збориме за 150.000 пресуди. Тука законодавецот е многу недоречен. Дали ќе се сметаат предметите што се однесуваат на Република Македонија и кои што се 120 на број, или воопшто сите пресуди, каде што еден дел може да не се применливи во Република Македонија. Во Република Македонија има преведено на македонски јазик може отприлика околу 600 пресуди, а што мислам, како може да бараме од судиите да почитуваат нешто и да следат, ако се на странски јазик, добар дел од нив се на француски. Значи, ние треба да најдеме систем каде што прво ќе се спроведуваат одлуките кои што биле наменети на Македонија, каде што утврдена повреда, и второ, многу е битно во самиот образовен процес да се воспостави една доктрина каде што ќе се збори за меѓународни принципи и да ги спремаме идните правници да бидат солидни суди. Прво да зборуваат странски јазици, а второ да го разберат меѓународното право. Вие ако разговарате со било кој судија во Република Македонија, осем една шака луѓе што разбираат меѓународно право, за нив законот е над се. До сега јас не сум видел пресуда. Многу ретко се гледаат тие пресуди каде што се цитира Уставот на Република Македонија. Не зборувам за конвенцијата. Јас зборувам за Уставот. Никој не тргнува од Уставот, никој не тргнува од начелата. И тогаш се гледа нашата ограниченост и уско гледање на работите. Затоа што ние може да дебатираме долго време, но кога ќе седне некој да го срочи сето тоа во еден предмет, треба да се гледа и ширината на системот на образование, на системот на кариера, односно учење од постарите колеги, за еден професионален правник, односно еден правник да дојде до позиција на созрена судија каде што може да одлучува за било кој предмет. Да не зборуваме како се напишани нашите присуди со широки експликации, со многу повторување. Она што не забележуваат се нејасни присуди. Апсолутно се согласувам со овој факт, бидејќи навистина нашите судии тешко се справуваат со она што значи техничко изготвување на самата одлука. Тоа е задржано уште од поранешниот систем, како треба
да изгледа една одлука, меѓутоа јас би се задржала на она што значи суштина на пресудата. Тука е битно она што судијата ќе презентира во својата одлука. Секоја судска одлука представува креација. Судијата не само што треба тоа да го напише на добар македонски јазик, туку треба и да внесе нешто суштинско во тоа, да ги протолкува одредбите кои што треба да ги примени, да не биде тоа голо применување на одредбите. Да, меѓутоа и да биде убедлив, веројатно, зошто така одлучила не поинаку. Причините на одлуката мора да постојат, инаку како вие ќе го убедите некој граѓанин кој што добил некоја пресуда што не одговара на она што тој го барал? Како ќе го убедите дека е тоа правдата? Мора пресудата да содржи се што е битно за да граѓанинот стекне доверба во она што одлучил судијата. Да, обично судските авторитети во Македонија сакаат да кажат дека недовербата во судството е работа на перцепција, дека тука во голема мерка има влијание, имаат медиумите кои што креираат атмосфера на недоверба и секогаш, речеси по исклучок, се нуди ист одговор дека тоа е резултат на фактот што има две страни во постапката и едната е незадоволна страна и тој што губи има право да се лути. Но дали е тоа навистина така и дали може поинаку? Ние имаме правено истражување. Многу е битно да се прават истражувања и анализи за да ги идентификуваме проблемите и да знаеме во која насока да ги решаваме. Односно во која насока да донесеме одлука за решавање. Затоа што кај нас најголемиот проблем е да се донесе одлука за правецот во кој што ќе се движи определено решавање на проблемите со кои што се соочуваме. Во основа тоа истражување покаже на многу интересна работа. Луѓето што немаат никаков допир со судовите имаат многу пониска доверба од луѓето што ги интервјуиравме што излегуваа од судовите. Значи допирот со судството. Ние забораваме еден факт. Ние дојдовме до тој заклучок. 500.000 предмети на годишно ниво се решаваат во судовите во Република Македонија. Ние на телевизија гледаме дебати околу 50, 60, 100 предмети што се спорни во една година. И што се политички мотивирани. Што се политички експонирани, може да кажем. Но никој не ја гледа таа машина што работи позади шалтерите во судството, или ние ги гледаме во судница, потоа доаѓа до работа на предмети и така натаму. Во основа Македонија има доста солидни судии. Да не се сватиме погрешно, инаку не би функционирал системот како што функционира. Една од, ме прашавте што се збореше во фокус групите. Најголем дел од судиите ни рекоа треба 10 до 15% да се проветри судството. Ако треба, ние со име ќе ги кажеме кои се тие луѓе. Затоа што предпоставувам како во секоја професија, така и во нивната точно се знае кои се корумпирани, кои се нестручни судии. Така е со новинарството, така е со адвокатурата, со секоја професија. Меѓутоа, некако низ годините, како да постоеше завет на молчење во судството, па на судиите не им беше право кога се генерализира една грда слика за судството, а од друга страна не се дрзнува или не сака, кажано со обичен јазик, да покажат со прст кон оние кои што им го уриваат, урнисуваат угледот. Видете, во основа ние имавме разрешување на председател на апелацијски суд Скопје. Имавме разрешување на председател на Уставен суд. Да. Знаете тоа какви удари се во еден правен систем? Вие да ги разрешите тие луѓе, што ќе помислат судиите што судат во пониските судови? Значи, притисокот што требаше да го направи политиката, негативниот притисок беше направен. По пат на разрешување на судии што се истакнува со позиции или се истакнува со говор, со истапи. Да, но судике Коцо, може ли судијата да си дозволи да биде уплашен? Апсолутно не се согласувам со тоа. Многу пати сум кажала и на јавни настапи дека судијата мора да ја поседува професионалната храброст. Каде е личниот интегритет?
каде е она што значи морално-етичка вредност на еден професионалец. Ако ќути постојано, не може да очекува дека ќе дојде до некој разрешување. Последно време сите ги повикуваат. Точно и е дека. Американскиот амбасадор, и политиката да се одважат судиите. Нели е тоа нормално дека треба да бидат одважни и да го почитуваат треба да уставот бидат и законите? одважни, меѓутоа во изминатиот период веќе имаше некои случувања кои што одеа на нивна штета и сето тоа на некој начин ги закочи да можат да излезат и јавно да ги кажат работите. Меѓутоа сметам дека еден прав професионалец не смее да се плаши. Мора да каже она што го тишти. Тоа е факт и тоа мислам дека во сите земји се применува. Или треба да се применува, еве да кажам. Многумина во јавноста, па и дел од судиите, го детектираат судскиот совет како дел од проблемот, а не како институција која што може да ги решава проблемите. Може ли овој и ваков судски совет да биде дел од решението за судството? Овој и ваков зборуваме од законски аспект, односно од секаков, од практичен аспект, бидејќи што... само да ве потсетам, актуелниот судски совет не виде никаква злоупотреба во АКМИСот. Се стави во заштита селективно на дел од судиите. Не реагираше на прислушкуваните разговори. Да. Вршеше, еве јас ќе ви помогнам. Ајде, помогнете ми, остар критичар на СЈО. Назначувања, односно именувања. Некои чудни назначувања, именувања. Да, на председатели, заменици на председатели на судови, каде што немаше никаква законска основа да го прави тоа, меѓутоа го правеше. Во секој случај, ако мене ме прашувате, судскиот совет досега барем не покажал она што треба да го покаже, а тоа е гаранција и заштита на независноста и самостојноста на судската власт. За судскиот совет, поточно за членовите на судскиот совет, постои едно уверување дека се заштитени како бели мечки и дека практично немаат никаква одговорност за своите лоши одлуки. Треба ли да се отвори прашањето за одговорноста на членовите на судскиот совет и дали тоа беше споменато во фокус групите со кои што работевте? Значи, ако тргнеме од анализата, една од работите за кои што ние збориме во делот на Македонија е дека еден од разговорите до кои што стигна до јавноста беше дека председателот на судски совет комуницира со канцеларијата на председателот на владата, каде што се разговара за избор на судии. Што е недозволиво. Што е недозволиво. Значи, веќе, ако вие имате таков момент каде што гледате дека постои институционална корупција, значи тоа не е само политичка, тоа е институционална. Од друга страна, јас се сложувам делумно со судија Коца. Од друга страна, министерот за финансии ги држи на краток синџир судиите и судскиот совет. На свилен гајтан, што би затоа што наместо 0,8% им обезбедува 0,37%. Значи, вие им обезбедувате 45% од потребните средства што им ги предвидува законот. За работењето на судовите. За работењето на судовите зборува. Но тоа е нешто по-друго. Не сакам да ви кажам како се држи во заточеништво судството. Да. Значи, не е само дали ќе го разрешат председателот на некој суд за да се докаже. Да, доколку останат некои други работи не прво не се дозволуваат вработувања во судовите. Ние имаме енормен број на вработувања во јавната администрација и гледаме дека 1800 луѓе седеле дома и примале плата, а не може да се обезбедат стручни соработници во судовите. Например, Висшиот управен суд функционира од самото постоење од 2010 година до денеска без ни еден стручен соработник. Знаете, тоа е недозволено. Тоа е недозволено. Не само што не е дозволиво, туку не сме едноставно, тоа значи непочитување на судскиот систем од страна на извршната власт, затоа што јас сум сигурен и тоа ми е потврдено и од луѓето од судството, барани се средства, барани се средства за да се отворат работни места, не може министерот за финансии да е над председателот на Врховниот суд или да е над судството. Ние зависиме сепак, зборувам сега како правосудство,
или како судовите директно зависат од тоа што ќе потпише министерот за финансии. Ако тоа не е притисок политички преку финансиите, тогаш не знам, не би можел да дојдам до заклучок на кој начин се врши притисокот. Што мислите вие? Па мислам дека не е само ова, секако се значајни финансиите, секако е значајно дали судовите имаат доволно средства за да работат, односно да ја обавуваат нивната секојдневна работа, нивната дејност. И можам да кажам дека во изминатиот период постојано се на тој план имаше недостаток на средствата. Не само тоа што буџетот не е онака како што е предвиден, не е остварено тоа е секако еден вид на притисок. Меѓутоа, оној што е професионалец, оној што знае дека од она што тој ќе пресуди зависи судбината на граѓаните, не треба да биде тоа првата причина за да донесе некаква одлука. Овдека би го нагласила овој проблем повеќе кон претседателите на судовите, односно нивната задача е да се справат со тој финансиски проблем и да го остварат онај процент од 0,8 што е предвиден за да следува на буџетот, на судскиот буџет. Меѓутоа, прашањето во однос на она што значи професионализмот, мислам дека не можеме да ги споредуваме. И не зависи од условите и од може би и зависи, но не можеме да го споредуваме во таква мера дека е од такво влијание. Побитни се влијанието кои што се вршат на друг начин, како што беше веќе спомнато, со тефтерчиња избори, со разни разговори и договори. Да, и во извештајот на Прибе таму се нотира една констатација дека судиите загрижувачки е што се неотпорни на надворешни притисоци и влијанија, да. Но Прибе кажува една многу битна работа. И тоа за прв пат да сретнеме толку остар коментар даден од Европската Унија. Дека лицата каде што ќе се утврди дека биле корумпирани, а биле дел од, односно биле во составот на судството, да не можат повеќе. Треба да им се забрани да вршат правна професија. Значи зборуваме да бидат целосно исклучени од можноста да работат во правосудните органи или дури како адвокати, нотари, извршители. Да, затоа што имавме во минатото случај, штом ке се отвореше постапка во судски совет, судијата за да го спречи текот на постапувањето си даваше оставка и заменуваше во адвокати. Па сега и на високи позиции се и во телата на адвокатурата разрешени судии. Ке се вратам повторно на судскиот совет. Матичната собраниска комисија за политички систем минатата недела не го усвои последниот извештај за работата на судскиот совет. Дали доколку собранието не го усвои извештајот, тоа може да биде основ и причина за поведување на постапка, ако не постапка, тогаш расправа пред органите што ги избрале членовите на судскиот совет за оценка на нивната работа, колку се тие успешни. Па ако тргнеме од фактот дека 5 судии, односно 5 членови на судскиот совет се избрани преку парламентот и доколку не биде усвоен годишниот извештај на судскиот совет, во тој случај со право парламентот би расправал за нивната одговорност, односно за пропусти во вршење на нивната професија. Очекувате такво нешто да се случи? Па не знам дали очекувам, меѓутоа јас сум оптимист, па се надевам дека на тој план нешто ќе направи парламентот, односно ќе расправа за оние пропусти што ги направиле барем овие членови на судскиот совет, бидејќи за разлика од овие членови на судскиот совет остануваат уште 8 души, односно 8 судии кои што се бираат на непосредни судски избори преку судовите, што значи тие немаат можност да нешто повеќе превземат, можат да дискутираат. Општата седница на Врховниот суд по разгледување на извештајот на судскиот совет може да отвори расправа. Тоа не е забрането со закон. Меѓутоа, дали ќе го направи тоа, не знам. Се случило ли досега во досегашната работа? Не се случило. Не се случило да се расправа по годишниот извештај на судскиот совет. Наједноставно тие се добиваат извештај и сето тоа е така банализирана работа во однос на она што значи да се расправа сериозно. Прашањето околу работата на судскиот совет е многу сериозно прашање, кое што ги засега низ бројки се гледа и кое што ги засега не само членовите на судскиот совет, туку целокупното судство го засега, па и целокупното наше општество.
граѓаните се заинтересирани да слушнат што прават тие луѓе тамо, како тие се справуваат, што она значи секојдневна нивна работа. Многу разочарувања имаше и во изборот на новите судии после промената во ноември на месец, власта, мислите? во ноември, да. Да. Кога се отвори дилемата и прашањето дали може да ни се случи едно партиско тефтерче да го замениме со друго. И покрај тоа што новата министерка за правда рече дека помина времето на партиски тефтерчиња. Но впечаток е дека како да не се води сметка за јасни и предвидливи критериуми при изборот. Па еднаш е битно дека тоа е најголемиот број на бодови, а во другиот случај како гласало мнозинството во судскиот совет. Колку тоа делува обесхрабрувачки на самите суди. Една од работите кои што беа дискутирани во фокус групите беше начинот на избор. Значи, нема логика во тоа што го прави судскиот совет со рангирањето. Ако веќе откако ќе се рангираат кандидатите, се пристапува кон дискреционо избирање на кандидатот за судија. Што значи, не гледам јас никаква логика кој јас некого по бодови го рангирам и тој е број 1, а јас да го изберам шестиот. Да, имаше и такви случаи. И Во сите Тетово шестиот, а четвртиот во апелациониот суд во Скопје. Сите судии кои што збореа за време на фокус групите, посебно во 2 до 3 апелации, кажува една работа, дека личноста е најбитна и бараа во новите критериуми да се цени личност, односно репутацијата што ја ужива личноста при избор од страна на судскиот совет. Колку е таа мирлива? Може треба да се вратиме малку назад. Затоа и ние анализата што ја правевме со помош на холандската амбасада во Скопје, одевме до 44 година. За да видиме ништо се сме поминале, затоа што ние имаме многу кратка институционална меморија. Видете, 44 година, кога се формира судскиот систем во Република Македонија, дава услов да може секој да биде судија, на кого што не му се одземени политичките и граѓанските права. Јас имав комшија, што беше среднист, имаше средно, мислам дека средно административно или управно, тој до пензија беше судија во еден од скопските судови. И тој беше многу почитуван како судија. Затоа го спомнав јас тоа дека може да се слушне вака и што е многу вака обесхрабрувачки да слушнете после 20 и неколку години независност на државата и самостојност, дека дури македонските судии кои што работела во социјализмот имале поголем интегритет отколку сегашните суди. Па токму тоа кога го спомна во врска со финансискиот проблем, во тоа време судиите имаа, јас сум во судството многу одамна, тогаш судиите имаа многу мали плати. И што значеше тоа, дека треба да бидат сите корумпирани? Не беше така. Имаше судии со рейтинг, имаше неколку случаи, меѓутоа тие брзо си отидоа. За разлика од сега, кога платите им се релативно добри, не можам да кажам дека се најдобри, но сепак некои основни критериуми задоволуваат. Сепак се појавија... Нивните коефициенти се изедначени со другите представници на останатите две власти, мислам дека приближно, да. Приближно мислам. Но пак ќе нагласам дека финансискиот момент е важен за обстојување на судот повеќе. А судијата, за да не биде корумпиран, секако дека треба да има едно ниво на некои примања. Но не значи дека ако ти очекуваш да добиеш не знам колкава плата и не ја добиеш, дека заради тоа треба да правиш други некои действија кои се косат со твојата професија. Јас и друг пат сум кажала, судијата мора да биде професионалец, да поседува личен интегритет и морално-етички вредности, мора. Инаку не можеме да обстанеме како судска власт. Прашањето ми е во смисла, зборот ми е во смисла на тоа дека судството мора да се избори со ова, затоа што оние не значи дека нема добри судии. Јас го кажувам тоа, има солидни судии, но во овој момент какви констелации во нашето општество се направија, тие ќутат.
Тука е моментот што тие треба да ги охрабриме да проговорат за она што е нивна професија и за нивните проблеми да проговорат. А мислам дека ќе дојде до тоа во оној момент кога ќе се направи нешто во поглед на персоналниот состав, односно повикување на некаква одговорност. Повторно ќе ве вратам на почетокот на разговорот. Како може да се направи проверката на судиите? Ние сме многу ограничени во однос на тоа што можеме да користиме како средство. Уставот предвидува дека судиите имаат траен мандат. Значи Уставот од 1991 година. Втора работа е дека не е дозволено да се врши генерален реизбор затоа што и согласно Уставот и согласно законите се утврдува индивидуална одговорност. Што значи дека генералниот реизбор го исклучуваме на самиот почеток. Индивидуалната од нас ни треба многу прецизна операција. Каква? Ни треба многу прецизна операција, хируршка во делот на оцекување на коруптивното, односно корумпираното ткиво во судството. Кој би можел тоа да го направи и на каков начин? Постојат капацитети. Република Македонија има капацитети. Јас сметам дека ние не треба да следиме албанскиот модел, каде што би донеле странци. Сепак во Македонија... Тоа беше моето следно прашање. Некако се добива впечаток од анализата дека и во Босна и во Албанија е многу присутен меѓународниот елемент во проверката. Босна не функционира како нормална држава. Кај Албанија до таму е отидена корупцијата, степенот на корупција, што многу тешко на национално ниво ќе се избореа со овој процес. Во Република Македонија, ако веќе ние имаме, значи ова го кажувам од зад кулуарите, односно во неформални разговори со судиите, кога тие точно знаат од прилика која е бројката. Ако ние збориме за 30, 40, 50 судии, споредено со бројка од 500 и нешто судии, значи и не е премногу, да. Да, но може да ни биде појдовна точка разговорите, незаконски следените разговори, за да видиме кој внатре се, што и како договарал. Едно е да се споменуваат имиња. Мислите дека малку е пропуштена шансата, дека тоа требаше да се направи во првиот момент кога бе објавени бомбите? Гледате, не е лесно да се работи по систем што е воспоставен во период од 11 години. Сите ние заедно со судија Вера сме вклучени во процесот на реформа на правосудството, заедно и со судија Цаца Николовска. И ние точно знаеме како се движат работите. Граѓаните очекуваат многу побрза правда. Не постои брза правда. Брза правда значи нешто многу лошо. Граѓаните очекуваат и бројчаник на триумфалната капија. Тоа е веќе кој си дал за обврска тоа да го стави таму, треба да го постави, ако веќе се дале за обврска. Може би не брза правда, но сакам се обидувам дискусијата никако да ја приземјам и да пробаме да објасниме кој би требало според вас да ја врши проверката. Ако веќе имаме судски совет на кој што велиме дека не му веруваме, кој што е до таа мерка дискредитиран, што е невозможно да се очекува квалитетна проверка да направи тоа тело. Значи, Република Македонија има за прв пат шанса да воспостави јасни принципи и да создаде, како да кажам, односно да создаде институции да екипира на еден многу објективен начин. Мандатот на судиите во Судскиот совет им завршува во ноември 2018 година. За многу краток период. Ние ќе имаме можност тој суд, ако веќе сме тој орган, ако веќе сме утврдиле дека одел во насока на нечија политика, имаме многу добра шанса да го екипираме со лица за кои што сметаме дека се со многу висока професионална етика. Очекувате ли промена во условите за избор на членови на Судски совет? Во стратегијата се споменува депрофесионализација. Колку тоа може да биде
добро решение кој што во ќе однос на помогне во депрофесионализацијата, јас како член на Институтот за човекови права веќе направивме една анализа и сметаме дека е потребна таа депрофесионализација, иако стручната јавност по однос на ова прашање не е единствена, сметаат одредени стручни лица дека не ќе биде доволно да се изврши таква депрофесионализација заради тоа што во тој случај би одредени судии би останале на своите стари работни места и би учествувале во работата на судскиот совет, па какво би било нивното оценување. Меѓутоа сметам дека се тоа решливи прашања, може да се изнајде начин како и тоа да се спроведе. Инаку овој модел на депрофесионализација, односно на членовите на судскиот совет кои што ќе останат на своите стари работни места е присутен во регионот во други правни системи. Сметате ли дека треба да се зголеми прагот? Апсолутно. Да кажеме, да бидат исклучени на искуство, да бидат исклучени основните судови, а некаде од апелационен суд нагоре да биде регрутирањето на членови. Моето мислење е дека никако не може да дели правда, односно да врши избор и да одлучува за судбината на некој врховен судија, некој што туку ја започнал својата професија во основниот суд, навршил 5 години како судија и тој е член на судскиот совет. Мислам дека тоа е неправедност спрема судиите кои што целиот свој век го провеле во судството. Толку биле ангажирани професионални целиот век и сега на крајот може да се случи да некој судија кој нема ни работно искуство доволно, ни животно искуство, што е многу важно, да одлучува за еден некаков пропуст направен на некој од Врховниот суд, на некој судија. Низ изминативе години и покрај тоа што го зголемувавме учеството на судиите во составот, можеше да се слушне од судии, па дури и од највисок ранг, дека сепак на конкурсите се јавуваат оние судии кои што ќе добијат политичка поддршка и дека тоа не се најдобрите кандидати. Дали треба во тој дел нешто да се промени, можеби начинот на пријавување на тие огласи, да тргне од базата, од матичните единици. Затоа што јас ке ве потсетам, особено вас, судија Коцо, дека при еден од последните избори Врховниот суд го бойкотираше тогашниот кандидат кој што беше единствен пријавен на огласот за член од Врховен суд. Па секако дека на овој план треба да се направи нешто и дека самиот избор можеби треба да биде поинаку формулиран, односно да се подобрат условите за избор на судии во било кој суд. Во моментов тоа е битно за повисоките судови, односно за апелациониот и за Врховниот суд, кој што ги бира судскиот совет. Инаку за основните судови имаме друг проблем таму, бидејќи се добива листа од Академијата за обука на судии и јавни обвинители, за основните судови се зборувам, дека оној што е прв на листата, тој ќе биде избран за судија. Меѓутоа, на таа листа, ако ги погледате сите останати кандидати кои се наоѓаат на таа листа, ќе видите дека е разликата минимална меѓу нивниот квалитет. И прашањето е дали, со оглед на тоа да судскиот совет распишува оглас за одредено место по специјалност, граѓански, судија кривичен, стопанско право, односно трговско, управно и од сите категории на правната област, меѓутоа вие немате од Академијата за судии и јавни обвинители, немате по специјалност кој е кандидатот што ќе одговара на тоа место според според дадениот оглас. Кога ја спомнавме веќе улогата на Академијата за обука на судии и обвинители, какви одговори добивавте во судиите? Во студијата можев да прочитам на едно место дека дел од фокус, анкетираните во фокус групата ја оцениле како исполитизирана институција. Треба ли нешто да се менува во овој дел и во која насока? Во основа треба да видиме во кој дел се смета дека исполитизира. Затоа што Академијата има две дејности всушност. Една е да обезбедува континуирана правна едукација, а друга е да обезбедува почетна
едукација, односно почетна обука за лицата кои што треба да станат кандидати за судии. Видете, ние создадовме еден систем каде што судскиот совет не одлучува кој ќе биде судија. Се одлучува при влез во академија. Практично пред свршен чин се ставени. Да, ние го затворивме процесот за избор на судии за луѓе од надвор, до негде со право, затоа што имаше упади кои што понатаму доведува до штетни консеквенции на самиот судски систем. Но од друга страна се затвори просторот да можат многу искусни правници, односно, да кажам, со прости зборови, нема флуктуација кај нас во правната професија. Не може јавен обвинител да стане судија, судија да стане јавен обвинител и така натаму. До предизвесен период можеше и посебно адвокатите не може да влезат во судството, што сметам дека е погубно за самото судство. Но од друга страна изборот во академијата во последно време беше, ако земете предвид како беа избирани кандидатите, беше доста на тапет во јавноста. Прво затоа што до предизвесен период немаше доволно кандидати. Мислам дека пред последната генерација имаше 13 кандидати, па една година се рипна. Но затоа оваа генерација, што за мене беше позитивно изненадувачки, мислам дека има 36 кандидати. Гледајте, Македонија е мала земја. Секогаш политичките влијанија ќе бидат многу силни за определено лице да дојде на позиција на функционер, затоа што судиите и се де факто функционери. Но тука треба главен збор да има професионалната јавност. Не јавноста, општата јавност, каде што ќе се реагира по портали, ќе се реагира на Facebook и така натаму. Ако сметаме дека има политизирање во начинот на избор на судии, треба да седнеме да го дискутираме тоа и да најдеме начин како да се превенира целата таа ситуација. Ние ќе дискутираме, односно некој ќе објави на вести, ќе се каже кое лице има политичка поддршка и така натаму, и тука застанува се. Тоа лице понатаму се станува кандидат, од кандидат ќе стане судија, и јас како граѓанин на Република Македонија никогаш нема да бидам сигурен што е основа за ветингот, дали тоа лице е верно на институцијата и на граѓаните или е верно на определена политичка елита. При крај сме на емисијата, прашање до двајцата. До сегашните законски измени, барем во дел од стручната јавност, беа означени повеќе како козметички. Очекувате ли некакви темелни и посуштински измени во новиот турнусни измени на Законот за судови и Законот за судски совет? Секако, овие измени кои што се направија во месец јануари во однос на Законот за судскиот совет и во мај месец во однос на Законот за судовите и повторно во Законот за судскиот совет, не значи дека се постигна она што значеше реформа во законската регулатива барем. Јас се надевам дека понатамошните реформи ќе одат малце подлабоко, односно ќе се подобрат сите оние услови како во однос на изборот на суди, како во однос на избор на членови на судскиот совет, исто така и во однос на Академијата за суди и јавни обвинители, но и да не ги заборавиме јавните обвинители. Законот кој што го регулира нивното како обвинителскиот совет, така и изборот на обвинителите. Сето тоа мора да се направат некои субтилни, посодржајни измени кои што ќе доведат посуштински, кои што ќе доведат до одредени резултати. Очекувате ли дека ќе претрпе измени и стратегијата за реформи во правосудството? Јас би ви одговорил на прашањето од друга страна. Република Македонија е последна на листата на реформи во регионот. Значи, ако ги гледаме Црна Гора, Албанија, Србија, Хрватска, односно Хрватска ќе исклучиме, земја членка на Европската унија, или Босна, таму се превземени чекори што нас пред кои што ние сме за да ги превземеме неколку години пред нас. Треба да следиме да видиме кои биле слабостите, затоа и се прават тие компаративни анализи за да знаеме што може. Да учиме од туѓите грешки. Точно. Ние викаме да ги искористиме најдобрите искуства. Так.
затоа што сум директно вклучен во имплементација на стратегијата преку определени работни групи и преку Blueprint групата на невладени организации, можам да кажам дека дури и овие промени што беа до сега во законите не се мејкап, не се шминка. За прв пат се зголеми листата на квалитативни индикатори при оцена на работата на судиите. До сега беа само квантитативни, кој колку предмети, дали ја постигнал нормата, дали работел на време и така натаму. Но не очекува најголемиот рез ќе биде во септември. Согласно стратегијата, во септември во собранието треба да влезат новиот закон за управни спорови, новиот закон за прекршоци, новиот закон за судови. Не знам, не сум сигурен за судски совет дали ќе има нов закон, но во основа тоа значи дека ќе се носат двотретински закони и тоа неколку, што значи дека самиот систем ќе претрпи големи промени. Јас сум во работната група за управните спорови. Ќе биде потребна и поддршката на опозицијата, бидејќи реформите се процес во кој што треба можам сите да кажам да дека се предвидуваат веќе коренити промени. Токму за тоа зборуваме. Дека она што е направено не е без значење, е завлегување во реформите, меѓутоа треба уште, па и господинот Прибе кажа дека навистина во Македонија се постигнати некои резултати, но потребно е уште да се работи. Неблагодарно е да се даде прогноза, но тргнувам од она што е интерес на граѓаните. Кога би можеле да очекуваме реформирано судство? Вака, значи да земеме една ретроспектива да направиме. Стратегијата беше усвоена на крај на ноември 2017 година и поради тоа ја има таа цифра напред 2017, но де факто започна да се применува 2018. Ако вие за помалку од 11 месеци донесете нов закон за судови, нов закон за управни спорови, нов закон за прекршоци, нов закон за медијација, корените промени во закон за кривична постапка, во кривичен законник. Не знам граѓаните што очекуваат побрзо од тоа. Стратегијата го утврдува крајниот датум 2020. Еве по ваше 2021. Не е премногу доколку дојдеме до она што навистина на сите ни е потребно. Јас ви благодарам на разговорот за двајцата и што бевте мои гости. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме за 7 дена во истиот овој термин и на истото место. Имајте пријатна вечер и останете со програмите на 1 ТВ.